Денеска започна уписите во двете средни училишта во општина Кочани. Од утро во голем број ученици кои се одлучиле каде ќе го продолжат понатамошното средно образование, ги поднесоа потребните документи за упис во една од наставните струки кои се нудат во двете средни училишта. Во средното општинско училиште Липчо Сантов допратла дневните часови, пријави подполниле и се пријавиле за упис вкупно 135, од кои 61 во економското и 74 пријави во гимназиското образование, изјави директорот Миле Левков. Во нашето училиште нудиме упис во гимназиски и во средно стручно во економски паралелки со максимален број на 8 паралелки, 4 гимназиско, 4 економско, со по 136 ученици. До овој момент се поднесени 135 пријави, тоа 61 во стручното, тоест во економското, и 74 пријави во гимназиското образование. Се надеваме дека ќе успееме да запишеме 8 паралелки со по барем 25 ученици. Новитет е тоа дека сега во гимназиското образование ги бираат смеровите во кои што ќе запишат уште во прва година, додека порано тоа беше смеровите ги бира учениците по завршувањето на втората година. Сега дали ќе бидат природно математичко, јазично уметничко под А, под Б или општествено хуманистичко под А и под Б, нашите ученици треба да го изберат уште на пријавата денеска. Тоа е новитет, меѓутоа се истакнато и ќе можат родителите да дојдат, ќе бидат запознаени од страна на комисиите. Јас сум Љупка Јорданова. Дојдов денеска се запишам во средно образование. Денеска се првите уписни рокови. Се запишав во општа гимназија, природно математичко А, и се надевам дека ќе редим успеси понатаму. Јас сум Ана Георгиевска, денеска дојдов да се запишам во гимназијата и се запишав природно математичко А. И се надам дека ќе редам многу успеси понатаму како до сега. И во средното општинско училиште Гоша Викентиев интересот на учениците за запишување во ова средно училиште е задоволителен, изјави директорот Димче Сребренов. Пријави поднеле вкупно 130 ученика. До сега интересот на учениците е задоволувачки. По конкурс училиштето бара 13 паралелки со вкупно 442 ученика. До сега некаде пред 12 часов. Интересот на учениците е добар и се движи околу 130 пријавени ученици, кои веќе во петок на 30 може да ги видат резултатите од уписите, дали се примени во првиот уписен рок или не се. Доколку не се примени, веќе на 4 јули е второто пријавување од првиот уписен рок, кога учениците повторно ќе може да конкурират во профилите каде што ги исполнуваат условите, а оние ученици кои во првиот уписен рок не се јавиле од најразлични причини, значи ги повикуваме да дојдат и да се запишат во вториот уписен рок. Од тие 130 пријавени ученици, 84 ученици се пријавени во електротехничката струка, 22 ученика во машинската струка и 24 ученика во сообраќајната струка. За сега од новите воведени профили оваа година, 2-годишно образование, се уште немаме заинтересирани ученици. Градоначалникот Радко Димитровски денеска ги посети двете средни училишта и направи увид на првиот дел од уписите на новите средношколци. Редовна проверка на она што го имаме како активност денеска. Тоа е првиот уписен рок за учениците во средното образование и заедно со одговорните од општината да провериме до каде се подготовките, како течат работите во нашите две средни училишта, во двете наши установи, и можеме да констатираме дека подготовките се успешно завршени, нашите установи се добро организирани за прифат на учениците кои што треба да се запишаат во средните училишта. Денеска е прв ден, имаме одредени бројки за кои што по-конкретно ќе ги кажат самите раководители во установите, а очекуваме утре дека ќе имаме конечни бројки кои ќе бидат доставени на јавност. Резултатите од првиот уписен рок ќе бидат објавени на 30 јуни, а сите оние ученици кои нема да бидат примени ќе можат повторно да се пријават во вториот дел од првиот уписен рок, закажан за 5 јули или во августовскиот уписен рок.